Дали председателот на СДСМ Зоран Заев ќе понесе одговорност при евентуален неуспех на петиција? Прво верувам дека ќе успеат изборите. Тоа ми е државната одговорност на мене, се надевам на опозицијата, се надевам на сите граѓани. Изборите треба да бидат и мора да бидат успешни за да продолжиме напред. Нашата земја е на вистински пат и по тој пат ќе кориме, тоа го чувствуваме веќе дома, за тоа зборува целиот свет и тоа е патот, од кој што враќање назад нема. Како председател, секако на најголемата политичка партија во државата, застанавме за независен кандидат, за кој што очекуваме дека ќе го устоличиме идниот председател на Република Северна Македонија. Јас верувам во тој успех, но секако тоа е само моја желба, моја посветеност и моје очекување за иднината на државата. Но одлуката ја носат граѓаните. Секако ако граѓаните одлучат поинаку, јас реков веќе јавно и повторам, ќе проектираме датум за предвремени парламентарни избори. Дали лично вие како премиер сте задоволни од изречената пресуда или постигнатата пресуда за крвавиот четврток од 27 години? Лично вие како премиер. За мене е многу важно, дури низ ваквите тешки процеси, да го изнајдеме начинот како да се помириме, да си подадеме рака. Малку сме. Една шака народ ни е Македонија. Малку народ и верувам дека треба и простувањето е пред овие големи празници уште еднаш да го спомнеме, заради тоа што нема крај ако еден на друг само лошо мислиме, лошо правиме или слично. Но секако тоа се случи преку едно разграничување на насилството и организацијата на немилиот настан на 27 април со сето она што било стихија, водено или граѓански аспект на влегување во парламентот. После тоа разграничување падна и судските пресуди. За мене како граѓанин е важно правниот систем да исполни својата мисија, тоа е да не се повтори никогаш повеќе. Казните според мене се соодветни за да не се повтори повеќе, да не му падне на никој друг во државата да повтори вакви настани, кои што сите се трудиме да ги забравиме. Дали имате разговарано во скоро време со опозицијата и дали има приближување на ставовите околу специјалното јавно обвинителство, како тоа ќе функционира или се уште нема никакви приближувања во данас? Добро, јас знам дека Министерството за правда и Министерката за правда се гледа со луѓето од ВМРО-ДПМН и нивниот главен преговарач. Знам дека има одредени поместувања, се уште ги чекаме на писмено, заради тоа што ги гледаме само преку изјавите и сакам да ги потврдам дека една од најсуштинските различности мислам дека се надминува ако навистина тоа и правно формално го утврдиме дека е така. Се работи за иднината на предметите кои што не се пред суд, а тоа се истрагите, предистражните постапки и другите постапки. Тоа што е утврдено во законот, верувам дека и така ќе биде на крајот и потврдено, а меѓусебно и така преку диалог постигнато, да јавниот обвинител со уште двајца јавни обвинители со стаж поголем од 15 години направат прераспоредување на тие предмети кај соодветни обвинителства и соодветни обвинители од самите тие обвинителства, а самите обвинители да утврдат која е еднината на самите предмети. Што значи, нема ние политичарите да утврдиме што е иднината на предметите. Нема во закон тоа да го направиме, заради тоа што тогаш испаѓа дека политиката ја утврдува ваквата иднина. Треба правниот систем, токму обвинителите, да ја добијат таа шанса и тие да утврдат што тоа ќе биде преточено во обвинение, каде тоа судовите ќе продолжат постапките до конечни пресуди и слично. Тоа е работа на правниот систем на државата. Но вие немате разговарано со, например, лидерот на опозицијата или членови за овие несогласувања што ги има? Не, ние не, заради тоа што последната средба беше јавно објавена и соопштивме дека се видовме и двете страни и тогаш ги дадовме ваквите насоки. Една од најсуштествените проблематики беше токму таа. Гледам дека на основа на работата на двете комисии има приближување, така и јас и господинот Мицковски испративме порака кон приближување на ставовите. Премиер Заев, разговаравте ли со вашите сопартици и функционери за веќе донесените одлуки од антикорупцијски? Овие денови, да ви кажем искрено и не, имав прилика да коментирам во јавноста, заради тоа што не учествувам на штабот поради моите дневни активности по пладне, која сум по целата наша земја, а наутро сум во владата и секако мислам дека повикот е доволен, секој треба да постапи согласно својата свест. Законот забранува сега за време на избори преземено одредени действија на именување, вработување, разрешување, отпуштање од работа или слично, тоа е забрането, но верувам дека ќе имаме и како многу време да разговараме веднаш после изборите.